Обвинителството за организиран криминал води предистрага и сослушува сведоци за корупција меѓу вработените во затворот Идризово по серијата прилози на Алфа, што обелоденија за заканите, уцените и изнудата на пари што се случуваат во келиите. Осуденикот Јанко Јаневски, кој лежи за измама и злоупотреба на службената положба и е поранешен помошник министар за култура, дал исказ во обвинителство раскажувајќи за тортурите кои ги преживуваше во Идризово, пред да биде префрлен во Штип, откако пријави корупција и сведочеше за Алфа. За сега, обвинител за организиран криминал ги повикува инволвираните во скандалот, потврдуваат од обвинителство. Во тек е собирање на вербални докази. Надлежниот обвинител повикува и сослушува лица кои што се инволвирани во случајот. Додека обвинителство истражува дали има корупција во затворот, директорот Зоран Јовановски потврди дека суспендираните командири против кои има пријави веќе се вратени на работа. Јовановски вели дека се чека на обвинителска одлука, а дотогаш вработените ќе ги обавуваат секојдневните активности. Пред неколку месеци затворениците Јанко Јаневски и Тони Денковски од Идризово сведочаа дека секојдневно трпат психичка тортура и рекетирање од страна на вработените во затворот. По скандалот што го белодени Алфа, управата за извршување на санкции влезе во Идризово, а и министерот за правда Кренар Лога побара да се расветли случајот. Двајцата затвореници Јанко Јаневски и Тони Денковски, кој е осуден на доживотен затвор за тројно убиство во скопски рибен ресторан, јавно сведочеа за тортурата што ја преживуваат во келиите. Едниот тврдеше дека претпоставените внатре му се закануваат и изнудуваат пари, а другиот обвини за психичка тортура и закани по семејството. Човекот едноставно е рекетар, во изминативе 9 до 10 месеци во неколку наврати ми има барано по 100, 200, 300, 500 евра со образложение дека му треба за регистрација за кола да му се помогне, за на свадба, за на лекар, за не знам ред други работи, тоа се негови можеби измислици, само како да дојде до некои пари. Со тоа што јас сум бил притиснат и приморан да му дадам, дури некогаш имам и позајмувано за да му дадам. Командирите се правдаа дека Јаневски им дожал пари бидејќи за неколку илјади евра им ветил вработување во МВР, но не го исполнил. Обвинителство за организиран криминал веќе 5 месец прибира докази и се уште нема донесена обвинителска одлука. Дали во Идризово има корупција меѓу вработените?